Живееме ли, за Господа живееме. Умираме ли, за Господа умираме. Успението на Божјата мајка. Последно што дознаваме за Пресвета Дева Марија од Светото Евангелие се Господовите зборови искажани од крстот кон неговиот сакан ученик, апостол и евангелист Јован Богослов. Еве ти мајка. И од тогаш, продолжува Евангелието, тој ученик ја зеде неа кај себе. Макар што Светото Писмо не известува за натамошниот живот и блаженото упокоение на Пресвета Дева, Црквата грижливо го чува преданието за нејзиниот живот по Христовото воскресение. Според црковното предание, Света Дева живеела во домот на апостол Јован во Ерусалим. Таа често сакала да се осамува за молитва на Елеонската гора во близина на градот. И еднаш, кога Пресвета Богородица топло му се молела на својот Божествен син, пред неа се појавил архангел Гавриил и ја известил дека по 3 денови таа ќе замине кај Господа. Пресвета Дева ги примила тие зборови со голема радост. Божјата мајка најмногу на светот го сакала својот син и од сета душа се стремела кон него. И ете, на крајот, меѓу нив требало да се тргне и последната преграда. Тоа духовно горење добро го изразил апостол Павле, кој вели: за мене живот е Христос, а смртта придобивка. Единственото што Богомајката молитвено го барала од својот Божествен син е да и даде можност да се збогува со апостолите кои биле разотидени со евангелската проповед низ целиот свет. И ете, спроти денот на успението на Богомајката, Христовите апостоли на чудесен начин биле пренесени во Ерусалим во домот на Дева Марија. Апостолите биле пресреќни што ја гледаат Божјата мајка, а таа ги поздравила говорејќи: Господ ве доведе овде за утеха на мојата душа, која, како што бара смртната природа, наскоро треба да се раздели од телото. Веќе се приближи времето што ми го определи мојот Творец. Апостолите со тага и одговориле: за време на Твојот престој на земјата, ние, владичице, се утешувавме гледајќи те Тебе, како што го гледавме самиот владетел и наш учител. А сега, лишувајќи не од Твоето присуство, како ќе ја поднесеме тешката тага што ги опфаќа нашите души? Богомајката ги утешувала апостолите и се збогувала со секого од нив. Кога пак дошол моментот за разделба, одеднаш се отворило небото и присутните го виделе Христа следен од свети ангели и упокоени праведници. Пресвета Дева изгледала како да спие со лесен сон, па затоа и незиното представување се нарекува успение, тоест заспивање. Христос ја примил на раце пречистата душа на својата мајка и во придружба на ангелско пеење ја вознел во небесните дворци. А незиното честно тело било пренесено во Гециманија за погребување.
Za vreme na ta svečana povorka, Gospod ja proslavil svojata majka so čudesen nastan. Jedan judejski sveštenik po ime Atonija, minuvajki pokraj pogrebната povorka, se ispolnil so omrazakon majkата на Христос и решил да го преврати одарот со незиното честно тело. Но само што го допрел одарот на пречистата дева, ангел Господов му ги отсекол рацете. Лејќи горки солзи, несреќникот почнал да ги моли апостолите за помош. Тогаш апостол Петар му рекол дека само Господ по молитвите на својата мајка може да му дарува исцелување. Атонија тогаш ја исповедал својата вера во Христос како вистински Месија и откако се обратил со покајна молитва кон Богомајката, ги ставил своите раце на местото каде што му биле отсечени, надевајки се на Божјата милост и застапништвото на пречиста владичица. Молитвата на Атонија била услишана. Тој бил исцелен и одел во поворката по одарот, славејќи го Господа и неговата мајка, а сведоците на тоа чудо се радувале заради покајаниот грешник. По особена Божја промисла, на погребот на Богомајката не бил апостол Тома. Тој пристигнал дури на третиот ден и бил многу нажален затоа што не можел да се збогува со мајката на Господа. Тој сакал да се поклони на телото на Богомајката, но кога апостолите ја отвориле гробницата, во неа не го нашле телото. Во тој ден, апостолите се удостоиле за чудесно видение. Тие ја виделе Божјата мајка во небесна слава и окружена од многу ангели. Радувајте се, рекла небесната царица, зашто јас сум со вас во сите денови. Пресвета Богородице, помагај ни, извикале апостолите. Така, од апостолските времиња, црквата го чува преданието за тоа дека Божјата мајка по незиното успение, тоест упокоение, Господ ја воскреснал и ја зел со телото на небесата. Од тогаш, таа е срдечна застапничка пред својот син за целиот човечки род, кого што таа го посинила во лицето на Јован Богослов крај крстот на Спасителот. Приближно од 4 век започнува особено црковно празнување на денот на успението на Божјата мајка. Тоа се празнува годишно на 15, односно на 28 август и е последен празник од 12 големи празници. Колку е важен за православните христијани овој ден, сведочи и тоа дека пред празникот на успението е предвиден строг двонеделен пост, кој така и се нарекува Успенски, тоест Богородичен пост. При успението не си го оставила светот Богородице.